30 дена од преземањето на функцијата градоначалник на Штип, Иван Јорданов веќе ја прими и првата плата во висина од 59.000 денари. Првото прашање е што содржи списокот на активности, што конкретно е сработено. Она кое што го правевме во овие 30 дена е на дневна основа да решаваме одредени проблеми, но исто така и да реализираме проекти кои што ги ветивме од инфраструктурен аспект. Сообраќајници, асфалтирање на патишта, улици, уредување, чистење на урбани заедници, нови парковни површини, поставување на водоводна мрежа, завршување на проектите кои што претходно беа со месеци недовршени. Иако се работи за исклучителен краток период, сепак, дали тој лично е задоволен од првиот месец работа? Секогаш може подобро. Јас сметам дека давам се од себе за да реализирам што е можно повеќе проекти. Нормално дека проблемите кои што ги затековме не можеме за месец дена да ги решиме и сигурно дека и во наредниот период ќе има проблеми со кои што ќе се соочуваат нашите сограѓани, нови потреби кои што се надевам дека со поголема енергија ќе ги решаваме. Доколку за мислење се прашаат граѓаните од улиците каде проблемите се решени, одговорот ќе биде очекуван, но од него има големи очекувања на граѓаните од сите останати улици во градот. Дали тој и во идниот период ќе биде доволно ефикасен? Би требало, шом се нафана, би требало да биде подобро де. Ако биде. Кој ќе видиме дека е добро, тога ќе се пофалиме. Сега унапред не може да кажеме ништо. Вредно е дето, младо, нека работи. За сега има некои видувања дека се ангажира. А иначе без пара што ќе направи? Нека ги они меѓусебно смират страстите без разлика која се на власт. Тоа треба да имаме меѓусебен живот, заеднички, не вај бело најбел. И тога ќе дое резултат. Штип во моментов речиси нема место каде не треба да се интервенира, а клучни проблеми остануваат промени на водоводната мрежа, осветлувањето, финансиското стабилизирање на јавното претпријатие ИСАР, поставување на канализациона мрежа, паркирање и многу други прашања кои се одговорност на локалната самоуправа.